Почитувани, во своето 7-годишно владење не постоеше институција во која СДС немаше направено криминал. СДС, Филипче и Заев се синоним за криминал, корупција и неспособност. Нема институција во која не влегоа и не оставија пустош кога излегоа. Затоа пред да излезат повторно со пресконференции и соопштенија, СДС прво да си го погледнат својот двор. Нивниот двор е полн со луѓе кои извршувале јавни функции и скоро па да нема некој кој не бил поврзан со некаков сомнеж или пак сторен криминал. Лидија Димова, како член на СДС и како директорка на Агенцијата за европски образовни програми и мобилност, ја злоупотреби службената положба и проневери заедно со уште две лица, околу 20 милиони денари, со што Димова направи две кривични дела. За конкретниот случај таа беше и обвинета од страна на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. За овој случај СДС се тивки и не зборат, и можеби ќе речат дека Лидија Димова и не ја познаваат. Исто така, да ја подсетиме јавноста дека тогашниот премиер Заев ја присили Димова да не ја поднесува пријавата за сторен криминал од 2,2 милиони евра, пари кои потоа Европската заедница си ги бараше назад. Токму овие пари завршиле кај исти луѓе и тендерите ги добиле исти две фирми поврзани со овие луѓе. Оваа мрежа имала своја логистика во Националната агенција, а прво пријавеното лице и во кабинетот на премиерот е како близок пријател на еден од националните координатори во тогашната влада. Заев и Димова си ја користеле агенцијата како своја приватна фирма и ја испразниле касата за над 2,5 милиони евра. Очигледно е зошто кога ќе се спомне СДС на јавноста и се асоцира криминал и корупција. СДС нека си ги проверува своите редови и криминалите што ги има направено. Знаеме дека се многу и понекогаш може би ги забораваат, но затоа тука сме ние да ги подсетиме и да го повикаме јавното обвинителство да си ја извршува работата.